Средношколците од Димитар Влахов учеа како да се заштитат од проституција и трговија со луѓе. Невладината организација Продолжен живот во соработка со полициската станица Струмица преку Одсекот за превенција денес организираше едукативна работилница на тема трговија со луѓе, при што посебен акцент беше ставен на проституцијата. Според Петкова, поголем дел од децата кои се жртви на семејно насилство преддиспозиции имат да бидат во ланецот на трговија со луѓе или да се занимаваат со проституција. Навистина сме овде, значи, и како органи, и како NGO сектор да испратиме една многу јасна порака дека е преубаво да се живее во свет без насилство, дека сепак нема лоши деца, има лоши родители или нешто што треба да го трпиме а не треба да се трпи. Вие го постававте прашањето, еве податоците, последните анализи со законот кој почна да се спроведува 1.1.2015 година. Значи, апсолутно, веќе порано имавме проблем. Значи, жртвата беше надвор со децата, додека насилникот беше во куќата. Меѓутоа, сега, со новиот закон и измена на законските мерки, значи, навистина не треба луѓето да молчат, него треба да ги пријавуваат случаите, бидејќи без оглед дали имотот припаѓа на сопругот или на сопругата, сепак насилникот е надвор. До изречување на мерките кои ги изречува Министерство за внатрешни работи, Центарот за социјална работа, јавното обвинителство и судството. Струмица е меѓу првите градови кои брзо и експресно ги спроведува мерките за заштита од трговија со луѓе, велат надлежните. Од полициската станица Струмица сметаат дека ваквите едукативни работилници имаат големо влијание врз децата, а на кој начин може да се намали и бројот на жртви на трговија со луѓе. Ќе укажеме на работи кои што како група, односно како деца кои што во секој случај можат да бидат жртва и можат да попаднат во круг некаде каде што и самите тие да не бидат свесни на кој начин и со што би можеле да станат една од жртвите. Така да сметам дека со ова ќе постигнеме доста голем ефект, со ова ќе подигнеме свеста на самите себе први како деца да размислуваат, а со тоа и еден апел до самите родители да повеќе обраќаат внимание на децата како дома и исто апел и соработка како што ја имаме до сега, барем со персоналот или со луѓето кои што се компетентни во системот на образованието, сите заеднички да вложиме напор и сите заеднички да постигнеме цел која што ќе биде, како што кажав, значи корисна за децата. Денес почнува 16 дена активизам, кампањата за насилство врз жените и девојчињата.